Шампонот да се продава на точење, храната да се чува во хартија од пчелин восок, а пластичните шишиња и кеси воопшто да ги нема. Звучи утописки, но по тој концепт треба да работи првата нула отпад продавница во Скопје. Зашто секој пат кога купуваме одреден продукт, го купуваме и пакувањето, зашто не го купиме само сапунот или само шампонот за коса или само регенераторот, како жена нормално користам илјадници продукти за нега и за убавина. Идејата е на Марија Арсовска, Теодора Страшевска и Дејан Вилјанов. Млади ентузијасти кои веруваат дека продуктите може да се продаваат и без амбалажа. Сака да ги потекнат луѓето да купуваат производи што не ја загадуваат околината. Не е поентата само да продадеме нешто и да не оствариме профит, туку поентата е да имаме позитивно влијание врз луѓето и луѓето утре дури да не купуваат од кај нас, барем да знаат какви одлуки прават во врска со купувањето и да ги прават и одлуки паметно. Според замислата, продавницата наскоро треба да почне да работи онлайн, а ќе бидат достапни производи од занајчи и од мали бизниси. Еден од првите соработници е младиот дрводелец Горан Милановски од Охрид. Четката е дрво, не прима вода, се третира како што можете да видите со посебни масла во соци и истата лесно се чисти. Дрвената четка за садови наскоро ќе добие природни влакна и ќе го исполни условот за продукт од рециклирани и разградливи материјали. Наместо да биде фрлена како отпадно дрво, ќе заврши во нечиј дом. Во нашата дејност останува многу, да не речам ајде, отпадно дрво, но истото е веќе купено како суровина. Тоа се потенки парчиња, подолги, што не ни влегуваат во некој друг проект. Ние тој тип на дрва ќе го искористиме за изработка на материјалите, односно на продуктите за Скопје Go Zero Waste. Замислата на младите иноватори е да се создаде круг во кој материјалите што се сметаат за вишок нема да завршуваат на депонија, туку ќе добијат некаква примена. Циркуларна економија кај што продуктите навистина ќе можат да се вратат повторно во природата, како што тоа нели е и принцип, а да не е само нели она линеарна економија кај што влечеме продукти од земјата, ги искористуваме и потоа ги фрламе на депониите каде што реално не скапуваат продуктите каде што како што треба. Свесни се за предизвиците со кои можат да се соочат, но веруваат дека свеста кај граѓаните за намалување на отпадот ќе расте. Мора да се почне од некаде и поубаво е да се почне денес и да има, 0,01% интерес, отколку да сватиме за 20-30 години дека ние веќе предоцна и дека мораме да правиме некакви рестриктивни мерки. Доколку се остварат плановите, првата физичка нула отпад продавница ќе биде отворена во текот на идната година. За Гласот на Америка од Скопје, Тоше Огњанов.